Предпоставка е дека нема никаков намерен повод, иако веројатно не постои поголема случајна иронија. Од тоа во едно од главните упоришта на екранот каде токму таа зрачеше, Катица Јанева да соопшти дека отворила истрага, која ниту случајно, туку намерно го носи името кое го заслужува. Пропаганда. Ева, јас уште еднаш ќе констатирам, за жал, се однесувате како медиум, како поголем политички непријател од нашиот политички непријател ВМРО ДПМН. Чувството да се биде сегмент од такво друштво придонесува и при секојдневниот ангажман да се прават обиди за зацкривање на идентитетот. Оти само тоа е единственото прибежиште за безпредметната нахалност и разобличената непрофесионалност. Ковар одговор ти дал. Мене ли за вакви прашања, бе, Чичо, седи ми, бе. Кај си ти, бе? Од која редакција си да те видам? Од која си кажеш? Од Ројтер. Од Ројтер се кажи, од Алфа. Конзервативно ослабо. Проблем од таков карактер имаат и политичарите кои водат агресивна кампања на социјалните мрежи, расфрлувајќи се со толку силни емоции чија невистинито сурива при едноставна проверка на нивната веродостојност. Пораката од баба му, која Антонио Милошовски му ја упати на еврокомесарот Хан, е само потврда дека не е доволно. Таа само да се носи на рамена. По таткото немат ни баба ни дедо. Соселаните на покојната баба на Милошовски ни рекоа дека можеби мислел на баба му, по мајка, која што живеела во Кичево, поради тоа што моравме одново да се вратиме во градот, каде што го најдовме дуќанот на вујкото на пратеникот. Ало вундут на владот, че сај кав да игра, да их моти, да? Абе, векно. Таква е и битката за вистината. Неа ја разобличува левичарот кој прерасна во икона на десничарите. Токму тој го откри планот што лидерот на опозицијата упорно го премолчува, никогаш не кажувајќи кој ќе биде идниот чекор со јужниот сосед, доколку неговата партија се врати на власт. Како тогаш би можело Мицковски да донесе подобар договор? Не верувам дека ќе донесат, тие само блефираат веројатно дека. Врвниот пак политички блефер кому токму зад грб му дишат органите на прогонот, сосема лежерно и комотно, открива нов заговор инспириран од странски служби, но изразува задоволство што гевгелиската Карла Дел Понте во новите истраги ја вклучила и неговата маленкост. Гледате кои земји се вмешани? Русија, Кина и Турција. Може замислите. И сега тука, јас сум почестен и Стефче Јакимовски во оваа глобална битка се наоѓа и Стефче Заедно со Ердоган, Путин. Заедно со Ердоган, Путин, Груевски, Си Џинпинг, да, натаму искам да видам, јас сум почестен што сум во оваа група. И на крајот, за тоа како изгледа некој што на вистина се чувствува почестен. Веќе од вчера добивме автобуси од ЈСП Скопје, со што во возниот парк на општина Битола имаме зголемен капацитет. Ако впечатокот не е лажен, а изгледа дека не е, тогаш од она што го гледаат очите е повеќе од јасно дека капацитетот на вистина ќе биде проширен, ама не на возниот парк, туку на битолскиот отпад.